Објавувањето на веста, иако неофицијално, дека дури 30% од нивите предвидени главно за сеидба на ориз ќе останат непосејани, никого во општината и пошироко не заинтегрира. Надлежните за земјоделско производство молчат и ниту ја потврдуваат, ниту ја демантираат информацијата. Само земјоделците коментираат дека не 30, туку многу поголеми површини ќе останат без производство. Чудно, бидејќи ниту населението во Кочанската котлина, ниту државата не е толку богата за да се дозволи луксус да остави необработени стотици хектари. Дотолку повеќе што загубите на крај ќе бидат долгорочни и комплексни, а последиците од таквата аграрна политика ќе се одразат врз вкупните економски текови. Првенствено ќе се намали производството на храна, потоа големи количини вода при наводнувањето ќе протечат нецелосно искористени. Трговците со репроматеријали ќе имаат помал промет. Водостопанството ќе оствари помал приход по основ на воден надомест. Комбајнерите помалку ќе жнеат, фабриките помалку ќе бијат оризова арпа, трговците ќе продадат помали количини, а општината ќе оствари намалени приходи. Овој проблем има и друга димензија која може да биде уште позагрижувачка. Имено се повеќе сопственици своите ниви ги даваат на земјоделци да ги работат без каков и да е надомест, само за да не деградира земјата од плевели. Обработувачите треба да си го платат само водниот надомест. Иронијата да биде поголема и во таква ситуација поголем е бројот на тие што ја нудат својата земја од другите што можат и сакаат да ја обработуваат. Што ќе рече една изнемоштена жена: џабе давам 15 декари правокласни ниви да ги работат, ама никој не се нафаќа.